Motor, dile posle manja. Кацигата нема ни за качалка ништо, гледаш. Градска. Да го дигнеме моторче или почва да му сече. Бате, моторот ти е добар да знаеш, не е ме лошо. Браво, дечко. За девојчето. Браво! Ајде, моторчето. Може да става всичко. На YouTube ќе имаш линк директно. Или сакаш цело? Цело на YouTube. Да. Працаме линк. Дайте. Дай на маска. Еве. Ај малце Како може да... Ајде, веќе. Само може мајца на тоа може да се гледа. Чекай.
Денес имаме два настани се одвиваја. Дефиле на моторите и симулациона вежба со Црвен крст. Денес учествуваше Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи, Мотоциклистичкиот федерација и Црвен крст од Скопје. Течи така наречената летна кампања, која ни е мотото на оваа кампања: вози безбедно, стигни на време. Во оваа ситуација, значи, имавме голем број на сообраќајни незгоди во изминатите месеци, заради тоа акцент им дадовме на оваа ситуација на моторите, бидејќи во претходните месеци за жал загинаа многу млади лица и тоа со мотоцикл. Бројот на сообраќајните незгоди оваа година го немаме официјален, но бројот на загинати лица, исто неофицијално, е помал во однос на минатата година. Но за жал, бројот на загинати мотоциклисти е поголем во однос на претходната година. Заради тоа дадовме едно вакво дефиле да може апел до возачите да внимаваат при самото управување со моторно возило. Лицата, апелирам до мотоциклистите кои управуваат мотоцикл и лицата кои се љубители на мотоцикл да ги почитуваат правилата и прописите, задолжително да ги носат задолжителната облека и задолжителниот шлем. Додека апелирам до возачите кои се учесници во сообраќајот секојдневно да внимаваат на поранливите категории, а тоа се мотоциклистите, да ги гледаат и како равноправни учесници во оваа ситуација. Една од негативните особини на мотоциклистите е тоа што сакаат да се докажат во сообраќајот, се движат со многу поголема брзина од дозволената и во таа ситуација се случуваат тие несакани ситуации. Минатата година имавме 132 лица загинати. Морам да ви го кажам и овој податок. 2% од бројот на моторните возила во нашата република учествуваат мотоциклистите, а за жал 10% од загинатите лица се мотоциклисти. Тоа се движи од 10 до 15 лица мотоцикли загинуваат во текот на годината. За жал, тоа се млади лица кои животот со ништо не се заменува. Мотоциклистичката федерација на Македонија зема активно учество во овој проект, особено во ова што се случува денеска, како и секогаш ние сме тука да помогнеме во секоја кампања која што придонесува во зголемување на безбедноста на сообраќајот. Еве денеска со нашето дефиле се обидовме да обрнеме внимание на нашето присуство по сообраќајниците на градот Скопје. Добро е што го имаме Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој што се поинтензивно учествува во вакви кампањи што се неопходни, бидејќи очигледно не е доволна онаа едукација во обуката на возачите, па мора на оние сегменти кои што ние ги препознаваме додека управуваме со мотоциклот и на оние незгоди што се случуваат како повод да ги таргетираме и тие таргети да ги претвориме во кампања и да обрнеме повеќе внимание на тие моменти на останатите учесници во сообраќајот, за да обрнат поголемо внимание кога се работи за мотоциклистите, бидејќи сепак мотоциклистите како една ранлива категорија се многу поголеми подложни на фатални последици, дури од поедноставни, помали, вообичаени сообраќајни незгоди. Македонија не заостанува многу во статистиките со другите држави, бидејќи ние сме како малцинска група учесници во сообраќајот, негде се движиме од 2 до 3% од вкупниот број на други возила во сообраќајот и сме подложни и често сме жртви на
непочитување на сообраќајните правила, од друга страна генерално секаде во светот сообраќајната инфраструктура не ги зема во предвид мотоциклистите како учесници, па често пати таа сообраќајна инфраструктура е причина и за фатални последици од сообраќајните незгоди што се случуваат. Се надеваме дека соработката со Советот за безбедност на патиштата и со Министерството за внатрешни работи интензивно ќе продолжи и понатаму. Ние сме тука да помогнеме на секој начин и секогаш велам дека дури една незгода да е помалку како резултат на една наша кампања, ние ќе бидеме задоволни. Не е задоволително нивото на она што ни се случува особено во градот Скопје и генерално во Македонија, особено во летните периоди кога мотоциклистите излегуваат на улиците. Меѓутоа, еве се надеваме дека ќе се потрудат и оние едукативни центри и сите надлежни институции или било кои што се на било каков начин поврзани со сообраќајот и со неговата безбедност да помогнат во понатамошно подобрување на овие состојби и најголемата желба е да имаме 0 жртви и помалку сообраќајни незгоди со што помалку последици. Што сметате, на кој ниво ни е сообраќајната култура? Јас кажав, кога е во однос, кога се мотоциклистите во прашање, сообраќајната култура во Македонија не е нешто исклучително лоша, меѓутоа соодветствува со она во Европа која што генерално е лоша. Затоа потенцирав, многу често се случува да мотоциклистот воопшто не биде препознаен како фактор во сообраќајот и тоа е една овие што го третираат тој психолошки момент, бидејќи најчесто после сообраќајната незгода во 95% случаи одговорот на возачите на автомобили е дека не го виделе мотоциклистот, што кажува на една потреба од посебен третман, еден посебен едукативен елемент во обуката на возачите кои што мора да обрнат внимание и да ги знаат спецификите и техничките можности на моторот, бидејќи моторот нема такви можности како што има автомобилот, ни во заштитата, ниту пак во закочување на самото возило. Затоа апелирам до сите возачи да внимаваат особено на крстосниците, кога се престројуваат од лента во друга лента, задолжително да гледаат на ретровизорот, да го пуштаат трепкачот за вртување, за да може навремено да биде препознаена нивната намера. А до сите мотоциклисти, особено оние со адреналински набои, да не го прават тоа на улиците, туку да го прават на места каде што се предвидени стази за брзо возење, додека во градот да се однесуваат со должна почит кон сите учесници на сообраќајот, да ги почитуваат сообраќајните правила, да носат потребната заштитна опрема и најмногу се секогаш апелирам да внимаваат на тугите грешки. Најчесто мотоциклистите се жртви на тугите грешки кои што ги прават останатите учесници во сообраќајот, за жал.